Почитувани слушатели, денес разговор водиме со професорката Билјана Ванковска од Универзитетот Свети Кирил и Методија. За вас добра позната овде во Австралија, па и ширум светот и во Република Македонија, добар аналитичар за политичките настани во Република Македонија. Ние за професорката имаме еден куп прашања, меѓутоа знаеме дека времето е мерено и мораме тоа сето да го ставиме во една рамка, како што е и рамковниот договор на Република Македонија. Професорке, добро утро. Добро утро и поздрав до вашите слушатели. Најнапред, јас интервјуто би го започнал со вас со сите оние настани од пред една година, тепачки, кавги и така натаму, пак убиството на 4 матуранти кај езерото Смилковци, па средновековниот човек, 5 души кои се уште не се откриени, нели? Потоа имавме настан инцидент, така да кажам јас, кај Слупчане, полагање венци на министерот Фатмир Бесими со војници и високи офицери на Арама. Се уште тоа предизвикува, мислам, еве вие ќе посочите и повеќе примери, тие такви физички немири кои станаја во Република Македонија. Кое е вашето видување, зошто се случува тоа? Па, добро посочивте дека работите, иако ние понекогаш ги следиме инцидентно, значи тогаш кога ќе се случи, кај нас предизвикува дури чудење и вознемирување, добро посочивте дека станува збор за ланец на случувања кои некако во циклични интервали доаѓаат. Токму кога ќе помислиме дека работите може би малку се смириле, повторно ќе се случи нешто. Која е причината? Причината, според мене, е двојна. Од една страна имаме еден политички систем утврден во 2001 година, кој од Република Македонија направи бинационална држава, кој фактички функционира на таков еден кревок баланс помеѓу македонскиот и албанскиот дел од општеството, односно политичките елити кои учествуваат во вршењето на власта, на кои, ако сакате, таа работа извира од системот и системот ја овозможува. Од друга страна имаме и политички елити кои добро го знаат веќе тоа, па во својата култура на однесување ги имаат вклопено таквите работи. Значи, предизвикувањето на повремени инциденти, ќе потсетам и на нешто што ни се случуваше минатата година, калето, и тепачките кои се случија таму и оној страв кој беше предизвикан. Сега од оваа перспектива изгледа како некое далечно минато. Меѓутоа, ако го поврзете со ова што пред малку и го кажавте, сваќате дека играме постојано топло-ладно и едноставно ми се чини дека сите сме заложници на една таква ситуација, која не знам до кога и како може вака да обстане, меѓутоа можам да ви кажам дека ова веќе не наликува на едно функционално општество, една држава која обезбедува стабилност и квалитетен живот за своите граѓани. Во последно време работите ескалираа со прославата на 10 годишнината на УЧК, односно на рамковниот договор, а после тоа одма полагањето на венци кај на споменикот на борците на УЧК. Тоа е едно. Втора работа, сега на почетокот на новата учебна година, веднаш наместо да се започни со нови учебници, на првачиња, вторачиња, да им се упатат, односно со мерак да се слушни звончето, се интонираше химната во тетовското село Джепиште, а во Скопје беа преименувани 4, односно сега веќе имаме 5 училишта од македонски на албански. И тоа спротивно на законот на Министерството за образование. Тукму, значи, двата инцидента или двете случаи што ги спомнавте, одбележувањето, односно оддавањето почест пред паднатите борци на ОНА и применувањето на училиштата, како правник не можам да забележам дека се случија на начин кој е спротивен на оно што го предвидуваат законските норми. Значи, после 10 години, веќе 11 фактички од конфликтот,
ние до некаде можеби и треба да сватиме дека изминало време, дека веќе мораме да почнеме да размислуваме за минатото на поинаков начин, сепак недозволиво е, значи, за една демократска и правна држава, нејзините собствени министри да ги прекршуваат законските норми. Значи, кога граѓаните го кршат законот, одат во затвор или плаќаат казни, додека кога министрите го прават тоа, дури ни премиерот нема сила да ги смени. Тоа е оној кревок баланс за кој предмалку зборував. Значи се случи тоа што се случи, албанскиот дел од владата, би рекла, собра големи поеник во својата заедница, затоа што се символички чин на министерот за одбрана заедно со офицери на АРМ, сите од албанска националност, на албанската заедница и покажаа дека борците на ОНА се всушност луѓе кои треба да бидат запомнети во нивната национална колективна меморија, дека тоа се јунаци кои се бореле за доброто на својот народ и така натаму. Слична е пораката и со преименувањето на училиштата. Она што и јас го реков јавно, го изреагирав и преку колумна и на друг начин, е дека не е проблем што училишта во доминантно веќе албански средини, ако смеам така да кажам, значи демографската структура веќе е радикално и променета и во полза на албанците, таму каде што, например, училиштава за кои станува збор има преку 85% деца од албанска националност. Велам, не е страшно ако се сменат имињата на училиштата со значајни личности за таа заедница. Меѓутоа, она што е страшно е кога на тие деца им давате како нивни патрони на нивните училишта личности кои, например, едниот од нив, Адем Јашари, е лидер на УЧК од Косово. Значи, човекот е загинат 99-та година во битките во друга држава. Прашањето е каква е тука поврзаноста и символиката за децата албанчиња во Република Македонија. Хасан Приштина. Рехабилитацијата на борците на ОНА во Република Македонија. И сега тука се води таа символичка битка. Истовремено коалиционите партнери никако да го решат статусот на борците од едната и од другата страна, односно веќе се оди на една тенденција на нивно изедначување и пред законот и во однос на правата и привилегиите што би ги добиле од ова општество. И мислам дека е тоа болно прашање кој не може да се реши со инает, не може да се реши со вакво подпалување. Ова може само да не доведе до нов циклус на конфликт, меѓутоа не и до решавање на проблемите, ако проблеми и постојат кај живи луѓе. Јас сум за тоа да се земат во предвид тие социјални, економски аспекти, хумани, ако сакате, меѓутоа не на ваков начин. Како казна премиерот, наместо да го испушти од министер Фатмир Бесими, ние видовме дека налутено не му зборуваше на прославата. Да, тоа беше, ја би рекла, помалку израз на немоќ на премиерот, отколку што значеше нешто. Тоа пред нас требаше да остави некаква порака дека му се налутил или замерил. Меѓутоа, во политиката постојат механизми. Значи, во една нормална демократија, ако било кој министер му откаже послушност на премиерот, кој е прв човек во владата, следува елиминирање од членство на влада, односно негово разрешување. Меѓутоа, во Република Македонија тоа не е можно, особено во една ваква ситуација, кога во парламентот владачката партија, односно ВМРО ДФМН нема убедливо мнозинство, можно е сосема, значи, повлекувањето, прашањето на одговорност на Бесими да доведе до пат на владата на Груевски во парламентот, односно создавање на ново парламентарно мнозинство. Сето ова ни покажува нешто што јас веќе со години го говорам, а тоа е дека во Република Македонија по 2001 година, односно 2002, во иста влада постојат две влади. Постои еден видлив премиер и еден невидлив премиер. Тие двајца се договараат и тие заедно, да речам, водат политиката во државата. Така што дали Груевски се поздравил со некој министер е помалку важно.
Меѓутоа е сосема важен индикатор да се види дека постои слаб премиер кој не може да ги држи во контрола своите министри. Не е битно дали е сега тоа од областа на одбраната или на не знам социјалата или било кое прашање. Битно е дека таму постојат различни ставови и тоа веќе не доведува во забуна кој ја води државата и како ја водат државата. Професорке, како реванш на инцидентот, ако сакате да го наречеме, на Фатмир Бесими, се донесе после 11 години или 6,5 години владење на ВМРО-ДПМН законот за бранителите во собранието, на кој остро се спротивставија албанскиот блок на партиите, се обединија и партијата на Мендух Тачи и на Али Ахмети и Руфи Османи од една страна. Јас морам да подсетам дека во моментов имаме закон за правата на бранителите. Тој е актуелен закон, според него се уредуваат одредени права кои ги имаат овие лица. Меѓутоа сега ова одеднаш новиот пакет, односно новиот закон, предлог на закон од страна на на ВМРО-ДПМН дојдем помалку и како изненадување, затоа што дел од овие нови, да речам, права што се предвидуваат, може да бидат вградени во веќе постоечкиот закон со една нормална амандманска измена, значи измена на тој закон со дополнување. Меѓутоа, очигледно овде станува збор за одреден реванш или покажување на мускули. Вие така правите во Слупчане, па сега ние вака ќе направиме со бранителите. Морам да ви кажам дека контактирам со доста бранители, дел од нив се дури и мои студенти, затоа што според овој закон тие можат и да студираат без партиципација или финансиски товар. Сите тие кажуваат дека државата дури според стариот закон си ги нема исполнето сите оние задачи што си ги преземала. Значи тие се и натаму незадоволни од третманот што го имаат во општеството. И сега одеднаш влегуваат во парламентот како паричка за подкусурување. Значи сега партиите си докажуваат кој е поголем македонец, односно албанец, токму преку кожата на овие луѓе кои пред 11 години на повик на државата и државната служба учествуваа во конфликтот. Значи тоа не беа доброволци, туку луѓе кои мора, значи, да го прават тоа. И онака како што се прави во секоја држава. Мислам дека овој третман не е коректен, не е фер кон овие луѓе и не мислам дека нешто битно ќе им се подобри ниво во состојбата. Она што го за прв пат можеби по многу време гледаме во парламентот е обединување на двете македонски партии наспроти двете албански. Таков феномен јас не можам да се сетам кога последен пат се случил. Значи обично секогаш се делиме и по таа, да речам, внатрешно етничка линија. Меѓутоа и тоа нема да биде доволно. Убедена сум дека на крајот ќе излезе одредено пазарење во кое може би бранителите ќе добијат нешто, ама за возврат и борците на ОНА исто така ќе бидат рехабилитирани и ќе добијат одредени права, што потоа, знаете, ќе создаде на акција и прашањето па како може двете страни да бидат изедначени. До тоа, велам, со декрет не може да дојде, ако веќе изборуваме за некаква рехабилитација и реинтеграција на бивши борци, тоа требаше да се направи многу одамна и требаше да се направи на многу потранспарентен начин, меѓутоа не со формално правно изедначување на оние кои, велам, биле регрутирани од страна на државата и оние кои доброволно фатиле оружје и почнале да пукаат, како што тие самите велат. Да ви ја збунам публиката кога ќе кажам дека ова што го кажува Пандели мајко, јас го имам напишано уште пред можеби 6-7 години, па можеби некаде 2004 година, еве поточно околу она територијална реорганизација, ако се сеќавате новите општински граници и референдумот што го имавме. Значи, уште во тој контекст и следејќи ги тенденциите што ги создава овој устав, јас мислам дека ние сме на чекор до федерализација, сакале ние тоа да го признаеме или не.
Значи се води на етничка поделеност, велам и на територијално ниво, и во начинот на вршење на власта. И албанците не случајно инсистираат на етнички буџет. Значи буџет кој во парламентот би се распределувал според етнички принцип. Тоа не е ништо друго освен федерација. Значи по дефиниција тоа би било тоа. Сега барањата за промена на устав предпоставуваат една сложена постапка, двотретинско мнозинство во парламентот и така натаму. Албанците не знам дали тоа можат да го издействуваат, не верувам, значи дури да се сите здружат заедно, доколку македонскиот блок остане цврсто, до тоа нема да дојде. И само ќе потсетам дека последната промена на уставот 2001 година беше резултат на вооружен конфликт, а не на внатрешна демократска дебата или еден процес во кој учесниците во политичкиот процес се договориле да го сменат уставот. Тој устав беше променет во вонредни околности и многу правници сметаат дека дури неговиот легалитет е доведен во прашање. Не верувам дека скоро може да дојде до некаква промена таква на уставот, меѓутоа, искрено речено, јас сум загрижена околу она што се случува во општеството. Значи, до сега и зборувавме главно за политиката и однесувањето на политичките фактори. Меѓутоа, во општеството имаме тенденции, значи, од ова како ни растат децата, од фактот дека општеството е длабоко поделено и не покажува никакви знаци на поврзување, на некакво помирување, на некаква комуникација. Сето тоа, ако не сега, Ќе го превршиме нашето интервју, веќе имаме 17 минути изминати. Еве, вие знаете, бев во Република Македонија, западниот дел веќе и знаци прво се пишуваат на албански, па потоа на македонски јазик. За Илинден ги поминав скоро сите градови со мнозинство албанско население, од Струга, Дебар, па Гостивар, Тетово, Кичево, никаде немаше државно знаме. Но тоа ќе го оставиме настрана. 8 септември. 8 септември кај мене оставе некаков впечаток на прослава на поранешни јуд звезди, отколку на денот на независноста на Република Македонија. На стадионот во Скопје, на Филип II, на арената, таму видовме една серија на, да не речам излитени, меѓутоа стари поранешни југословенски естрадни уметници, наместо тоа да се направи со македонски. Како вие тоа го видовте? Морам да се сложам со вас дека помалку не изненади сценариото на таа прослава која беше многу најавувана, дури беше организиран превоз за граѓаните од сите делови на Републиката, за да таа арена биде навистина македонска и полна, нели, со граѓани од сите краишта. Самото сценарио мене лично ми наликуваше на приватен проект или промоција на новото CD на браќата Тавитјан, кои направиле нови аранжмани на нашите стари македонски песни. Може би таа музика и тој нивен музички производ е убав за слушање во една домашна атмосфера, каде што знаете во студиско снимање тоа веројатно има и многу подобар квалитет и едноставно одговара за друг амбиент. Кога имате се народно славје и прослава на независност на држава, ми се чини непримерено да практично некој пее за Македонија една песна која мојата генерација го памети Дадо Топич. Ја памети таа песна испеана пред многу децении. Меѓутоа за младите, значи замислете, славиме 21 година независност. Оние деца што биле родени пред 21 година се сега веќе студенти, да речам и возрастни, зрели луѓе. И сега нив им пласирате нешто што може би нив и ништо не им значи или не ги побудува. Мнозина го спомнаа покојниот Тоше Проески, значи нас ни недостасува автентични наши личности, еве од естрадата, од музиката, кои
тој народ имаше потреба да се весели, тој народ имаше потреба да се радува, меѓутоа атмосферата не беше таква и сите останавме помалку избунети и разочарани. Меѓутоа, сега еве и таа прослава отвара понатаму дебати, дилеми, затоа што албанската заедница се осети исклучена, имаше и, морам да ги споменам, и тие инциденти кои и мене ми оставија грда една слика, да двајца, тројца имаше изведувачи од албанската заедница беа исвиркани. Некој тоа го оправдува со спонтана емотивна реакција на сите овие случувања, меѓутоа ете и тука покажавме дека не можеме да одделиме, знаете, тие луѓе не се виновни за политиката, тие луѓе излегоа да запеат, Македонија е и нивна држава и мене би ме радувало да ги има, нели, на таквите чинови да заеднички ја сакаме оваа држава. Меѓутоа, ето, очигледно тие болки и трауми постојат, поделеноста постои и не само меѓу двете заедници, туку и внатре и во македонската и во албанската заедница. Се Македонија влезе во 22-та година од своето постоење, веќе кориме натаму, меѓутоа и натаму многу неизвестности и многу, би рекла, непотребни возбуди и неизвестност кај граѓаните. Тоа е нешто што не би сакала да си го посакаме, нели, на 8 септември си посакуваме државата да ни е демократска, квалитетна, да сме вечни преку неа, меѓутоа не на ваков начин и се чини дека имаме уште многу пат за одење. Секогаш кога ќе речам го завршуваме интервјуто, еве ми доаѓа на памет сега како ќе одиме на локални избори кога попис нема на населението. Тој попис е навистина болна точка, затоа што не само заради изборите, вие сте сосема во право, дека на известен начин пописот или, ако сакате, корекцијата на избирачкиот список требаше да биде еден услов за да имаме фер и демократски избори, односно никој да не се сомнева во одредени манипулации. Е навистина нелогично една држава која има нешто малку повеќе од 2 милиона жители да има 1.800.000 гласачи. Едноставно е реално невозможно. Тој попис мене повеќе ме загрижува од една друга страна, би рекла, пописот е доказ дека сме некадарни како држава да спроведеме обична статистичка операција. Значи, пописот, еве, и да го издвоиме од политичкиот контекст, бидејќи прочистувањето на гласачките списоци може да се прави во било кое време, а пописот се прави еднаш на 10 години. Нас, очигледно, ни помина 11-та година, а ние немаме реална слика за тоа колку сме образовани, дали нацијата старе, дали работоспособна, вработени, невработени. Значи, тука имате море на информации кои се потребни за секоја држава за да може да создава државни политики, дали е тоа образование или здравство или инфраструктура, sejedno. Значи, тоа е нешто што е неопходно. Ние очигледно политичарите неспособни околу тоа да се договорат како да го спроведат и веројатно свесни дека сликата што би ја добила би била поразителна за сите, го избегнуваат тоа прашање. Она што најмногу загрижува е податокот што неодамна дојде од Светската банка дека Македонија нема 2 милиона жители реално, туку дека во изминатите 10 години од Македонија заминале половина милион жители. За држава, велам, од 2 милиона жители, тоа е четвртина од популацијата и тоа е страутна бројка. Тоа се всушност сите наши деца кои полека си го бараат патот надвор од тука. И тоа не може да биде исто така добра вест за државата, без оглед, велам, на изборите. А изборите останува, значи, да видиме, оваа политичка криза трае. Според некои мои сознанија, двајцата коалициони партнери и се уште не се имаат сретнато за да се договорат. Уште живееме така во неизвестност, можно е се, значи можно е и да се спојат локалните парламентарните избори или да се оди на предвремени парламентарни избори. Професорке, ви благодарам многу за анализата и за се она што го кажавте за слушателите на македонската радио програма Triple Z.
Ви благодарам на поканата и поздрав уште еднаш до сите наши каде да се што не слушаат.